Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, колегата Чомовски веќе најави кој е мој следен гостин и за што ќе разговараме. Председателот на Македонскиот полициски синдикат, господин Маријан Кицев. Добро дојдовте во студиото на утрински брифинг. Добар ден и од мене, благодарам на поканата. Кратко ни е денеска времето некако набие на агенда имаме во денешниот брифинг, затоа ќе се обидеме да бидеме што е можно пократки, а појасни, поконцизни и прецизни. Да, ќе почнеме со буџетот. Ова е период кога се кројат сите буџети, меѓу другото и буџетот на МВР кој е малку поголем оваа година. Имавте вие веќе состанок, одржавте со министерот за внатрешни работи, се пофаливте со 5% изголемување на платата за следната година, но во исто време останатите синдикати реагираа на тоа и велат дека тоа покачување ќе го признаат откако основицата ќе биде изравнета со просечната плата. Каков е вашиот коментар на ова? И што значат овие 5% за полициските службеници? Прво што треба да потенцираме е дека го задржавме истиот буџет од минатата година. И покрај сите овие тешки моменти, кризни ситуации, МВР успеа да го задржи буџетот од 10 милиарди и 410 милиона денари, колку што беше и минатата година. 2019 беше покачен за 3%, а оваа година го задржавме исто тој процент. Секој може да коментира што сака. Ние како Македонски полициски синдикат сме задоволни од постигнатото, но сепак никогаш не е доста и никогаш не е крај. Разговорите и диалогот со Министерството за внатрешни работи продолжува и ние со министерот сме секојдневно во контакт. Задоволни ли се вашите колеги од овие 5%? Па за овој краток период што го имавме да скенираме состојбата на теренот, задоволни се колегите. Сепак тие секако барат уште поголемо покачување, ама во овој момент, во оваа кризна ситуација, 5% се доволно, ама ние нема да застанеме овде. Ова е едно од усогласувањата, значи следуваат уште 5%. Сега ќе видиме дали до година со ребаланс на буџет или пак следната 2023 ќе ги добиеме и тие 5%. Во минатото бевме сведоци за тоа колку милиони евра исплаќаше МВР на своите вработени по судски пресуди за неисплатени додатоци, викенди, се она што следува според закон. Се промени таа состојба или се уште се оди преку судовите? Таа состојба се промени уште минатата година и трендот си продолжи ова година. Во новиот буџет се влезени парични средства за исплата на бонус платата. Значи сите тужби беа насочени во тој дел. Колегите кои што прават повеќе од 150 работни часови прековремени во текот на годината, им следува по закон за работни односи бонус плата. Претходно таа бонус плата не се исплатуваше и како министерството имаше обврска да ја исплаќа, од причини што немаше средства. И немаше средства, би рекол во наводници, бидејќи после со судските тужби, ако требало за еден полицај да се исплата 20.000 денари, карикирам, со судските пресуди, со извршителски пресуди, Министерството плаќаше дури по 80.000 денари. Тоа е 4 пати повеќе од тоа што требало да им го даде на полицајците. Не знам зашто било тоа така, зашто била таа политика, но сега тоа се надмина и со новиот буџет за следната година е предвидено бонус плата за сите што им следува, тоа е повеќе од 5.000 вработени во Министерството за внатрешни работи ќе добијат една просечна плата исплатена во Републиката Северна Македонија во изминатите 3 месеци, на денот кога ќе се исплаќа таа бонус плата. Колективен договор подпишавте? Колективен договор, да, подпишавме во месец јуни и тој за нас е голем прогрес, европски колективен договор. Покрај тоа што ќе потенцирам ги задржавме сите права кои што ги имавме до сега, добивме низа нови права. Тука би ги издвоил, например, интересно од родовиот аспект е секоја колешка, доилка, која ќе се породи во текот на годината, добива 100 евра во денеска противвредност во вид на награда за новороденчето да купи пелени, еден вид помош е тоа. И тоа ќе го напоменам дека тие сите средства започнуваат да се исплаќаат од 1.1.2022. Сите се обезбедени средства, планирани во буџетот и колегите веќе може да се надеват на тие пари. Исто така може да напоменам дека до сега не се исплаќаше на колегите ментори. Колегите ментори што ги обучуваат младите полицајци и младите инспектори, не им се даваше никаква надокнада. Сега на крајот од менторството ќе им се исплаќа по 150 евра во денеска противвредност, што значи дека овде индиректно го потикнуваме
менторството, односно го потикнуваме колегата да посвете повеќе внимание на младите колеги, да им обрне внимание, да им ја пренесе службата и со тоа че имаме повеќе ефикасни и спремни полицајци. Краток одговор бара ова прашање. Министерот во текот на целата година, веќе кажам, се фали со тоа дека се реновираат и се градат нови објекти. Полициските службеници на терен и во пракса задоволни се од овие промени, ги чувствуваат овие промени? Презадоволни, може еве некогаш ако сакате, може да направиме емисија да ги посетиме полициските станици да видите што било претходно, што е сега. Ја да знаев дека ќе дискутираме за тоа, би земал и фотографии да видите како беа предходно. Не, ова накратко, затоа реков краток одговор. Преку 63 станици се реконструирани минатата година. Само да ако може да кажам дека следната година се предвидени средства за да заврши реконструкција на сите полициски станици во цела Македонија. Добре, но што исто така е важно, мора да преминеме, се нападите. Ќе почнам со нападите од страна на полициски службеници при вршење на службена должност, при апсење во Битола. Излезе едно видео во јавност кое сите го видовме колку беше брутално. Каков е вашиот став како синдикат за ова, бидејќи ве прашувам, имаше протести од двете страни. Протестираше Аваја, која бараше правда за претепаното момче, протестираше и еден од трите синдикати. Во МВР има два синдикати, не се три, тоа третото е група на граѓани, двајца, тројца. И вториот синдикат вака размислува? Вториот синдикат, значи синдикатите иста цел му е на сите. Целта на синдикатот е да се збори за правата на вработените. Сега настапот е различен. Нашиот настап како македонски полициски синдикат е да одиме преку диалог на маса со договарање. А излегувањето на улица е последна мерка што може да ја примениме. Значи последно став за постапката на полицискиот службеник. Полицискиот службеник, јас би ве демантирал тука, не би рекол бруталност, би рекол мало пречекорување на овластувањата. Значи ги релативизираме. Да. Колегата значи недостасува уште едно видео, после тоа излезе во јавноста друго видео. И протестот што беше направен од едниот синдикат и од Сдруженијето Алаја, според мене е лично популизам. Проблемите се решаваат на маса, а со протести едната страна, другата страна се ствара јас помеѓу полицајците и граѓаните. Треба да се права близина да се ствара. Кицев, дали сваќате имиџот во јавноста кога ќе види полициски службеник како тепа едно момче и вие како ги релативизирате или во одредени случаи браните таквите постапки, малку ја намалува довербата во полицијата? Не дека ги бранам постапките. Јас кажав, значи ние ги браниме нашите колеги, а доколку некој си пречекори овластувања, си имаме внатрешна контрола, си имаме судови, че си оде тоа по пат на институциите. Не може да оде тоа по пат на улица со протести, со демонстрации, стварајќи поголем јас помеѓу ромите и полицајци, да речем. Место да седнат невладините организации и синдикатите на маса, што сега ние го планираме тоа да го направиме, да разговараат, да го најдат проблемот, зошто е тоа така, зошто се случува тоа така. Тие едната страна протест прави, другата страна протест прави и ништо не се решава. Да, јавноста сака да зборува за нападите од страна на полициските службеници, а припадниците на МВР сакаат да зборуваат за нападите врз полициски службеници, а овој разговор го водиме за да ги анулираме ваквите случаи како она на видеото, но малку мислам дека не треба да ги релативизираме работите, особено кога имаме јасни докази, целата јавност. Било решението доколку се излезе на протест, се излега го. Не само ве прашувам за вашиот став, дека многу е важно да знаат граѓаните дека Да, граѓаните слободно може да знаат дека сите мислат дека законот треба да важи за сите. Точно. И ние сме на таа страна и никогаш нема да поддржиме прекршител на законот и јакој од нашите редови. Разговарате за овие теми внатре во синдикатот. Моментално припремаме еден проект во кој што планираме да го приклучиме јавното обвинителство, судиите, невладиниот сектор, професорската фела, медиумите, и тој проект би бил во насока на кривично-правна и прекршочна заштита на овластените службени лица. Сега сме во изготовка на истиот и вие и како медиум ќе добиете покана доколку сакате да учествувате. Што ќе значи тоа за полициските службеници? Тоа ќе значи да најдеме начини како да ги заштитиме нашите колеги. Бидејќи законот и сега предвидува затворски казни за напад врз службено лице. Мислам дека казнената политика е многу слаба во тој дел. А за тоа е виновен кој?
За тоа е виновен судовите, тие ја креираат казнената политика. Господин Маријан Кицев, благодарам што одвоивте време да дојдете во денешниот утрински брифинг. Секако ќе имаме уште многу теми на разговор. Се надевам дека тоа нема да бидат повторно напади. Да, ви благодарам на поканата. Секогаш сме спремни на соработка и малку повеќе време да издвоиме, да дебатираме на повеќе теми ако може следниот пат. Секако Благодарам. и со повеќе време. Благодарам уште еднаш за вашето гостување.